Општина Струмица размислува како да го украси плоштадот Гоце Делчев во новогодишно руво, откако беше донесена одлука да се намалат средствата за таа намена заради енергетската криза на последната седница на Советот. Како што ни изјави градоначалникот Костадин Костадинов пред неполна недела, на првата јавна набавка не се јавила ниту една компанија која сака да го украси плоштадот за 400.000 денари. Деновиве се очекува да се распише нова јавна набавка, иако постои сомневање дали ќе се јави некоја фирма за да украсува плоштад во новогодишно руво за неполни 7.000 евра. Костадинов вели дека ќе се почека епилогот и по втората распишена јавна набавка, а потоа ќе се размислува дали и на кој начин ќе се украсува плоштадот во новогодишно руво. Секако дека и во рамки на Советот предложив намалување на ставката за новогодишно украсување од 1.500.000 денари на 400.000 денари. Распишана беше јавната набавка, за жал не се јави ниту еден заинтересиран кој што би можел да го спроведе цело тоа. Во најкраток можен рок ќе го распишеме повторно. Тоа што општина Струмица го планира да го обезбеди за новогодишно украсување само на местото на плоштадот, секако дека остануваме на тоа. Ќе видиме при втората јавна набавка, доколку не се јави никој друг, ќе бараме други начини, дали со бизнис секторот, со граѓаните кои што сакаат да учествуваат, да биде потпомогнато секако и да најдеме компанија која што тоа ќе го спроведе. Минатиот месец беше донесена одлука да се намала средствата од 1,5 милион денари на 400.000 за украсување на градот Струмица, при што беше конкретизирано заради енергетската криза да се украсува само плоштадот. Средствата што беа планирани за новогодишното украсување на Струмица, Советот ги пренасочи за проектите во програмата за уредување на градежното земјиште. Лани заради ковид кризата милион денари планирани за украсување беа донирани во Струмичката болница, за украсување беа издвоени 700.000 денари, при што Риверсофт кажа дека се откажува од половина милион денари кои треба да бидат наменети за хуманитарни цели.